Матурантите денеска го полагаат вториот екстерен испит. Нинџите на патот ќе останат без возила од 2026. САД бара прекин на нападите, Русија со нови удари. Макрон сака забрана за социјални мрежи за деца под 15. Мозокот е штедлива сила, вистина е дека работи и кога одмараме. 78 годишниот Стојан четретпат на врвот на Олимп. Денеска матурантите низ државата го полагаат вториот екстерен испит од државната матура, предмет по нивен избор. Најголем дел од учениците, 13.457, избрале англиски јазик, а следуваат математиката со 1246 кандидати, германскиот јазик со 73, францускиот со 24 и естетиката со 62 пријавени. Само 7 ученици ќе полагаат филозофија, 4 руски и 3 италијански јазик. Првиот задолжителен испит, мајчин јазик и литература, се полагаше на 31 мај. За македонски се пријавиле 9969 матуранти, за албански 4339, за турски 292, а за српски 10. Министерката за образование Весна Јаневска изјави дека оваа година бројот на ученици одстранети поради препишување е значајно намален и изрази очекување дека тој тренд ќе продолжи и денес. За надзор над испитот ангажирани се околу 2000 тестатори. Инаку, вкупно 15.004 ученици се пријавени за матурата оваа година, а дополнителна шанса за полагање ќе имаат во августовската сесија. Системот Safe City ќе стартува од 1 јануари 2026 година, а со него и радикални мерки за безбедност на патиштата. Сите што ќе возат безобзирно ќе го изгубат своето возило, кое веднаш ќе биде пренаменето, во корист на институции како Министерството за внатрешни работи или детска градинка. Министерот Панче Тошковски изјави дека казните за прекршоците ќе се добиваат на мобилен телефон, со јасна порака и линк до доказ. За помали прекршоци ќе се плаќа само глоба, а за посериозни ќе се оди на суд со можност за забрана за управување. Во гостувањето на Македонската радиотелевизија, Тошковски се осврна и на лиценцата за дигитален софтвер што владата ја обнови во мај, за кој опозицијата обвинува дека се користи за прислушкување. Тој потенцира дека софтверот е за форензика, за екстракција на податоци од телефони и дека го користат од 2014 година. За бегството на Артан Груби и други поранешни функционери, Тошковски изјави дека еден ден ќе бидат процесуирани. Во однос на 150 дивоградби во Чаир, тој истакна дека Арсовска нема доставено пријава за закани, но доколку има, Министерството за внатрешни работи ќе постапи. Русија продолжува со масовни воздушни напади врз Украина, со особено тешки последици во Харков, каде има загинати и десетици повредени. Москва тврди дека соборила десетици украински дронови. Вашингтон остро реагираше и ја повика Русија веднаш да престане со нападите, особено по последниот масовен воздушен удар врз Киев и Одеса. Украинскиот председател Володимир Зеленски побара западните сојузници да ја намалат цената на руската нафта од 60 на $30 за барел, оценувајќи дека тоа ќе го скрати финансирањето на војната. ЕУ веќе воведе 18-ти пакет санкции со ограничување на цената на $45. Од САД пристигна и предупредување, буџетот за помош на Украина ќе биде намален, што значи и помалку системи за воздушна одбрана во иднина. Францускиот председател Емануел Макрон најави дека ќе предложи забрана за користење на социјални медиуми за лица под 15 години, освен ако Европската унија не преземе заедничка акција. Давам неколку месеци за панеевропска мобилизација. Воспротивно, Франција ќе делува самостојно, изјави тој за телевизијата Франс 2. Изјавата доаѓа по убиството на 31 годишна жена од страна на 14 годишен тинејџер во еден француски колеџ, што предизвика бурна јавна реакција. Макрон ја истакна неопходноста од поголема заштита на младите и ја потенцираше поврзаноста меѓу насилството и онлайн содржините. Вистина е дека мозокот е еден од најштедливите, но и најмокните органи во телото, дури и кога одмараме, тој продолжува да работи. Без престан регулира животни функции како срцев ритам, варење и рамнотежа, додека истовремено решава сложени задачи. Во состојба на мирување троши само 5% помалку енергија отколку при максимална активност, што покажува колку е метаболички активен и во тивок режим.
Вистина е дека мозокот сочинува само 2% од телесната тежина, но троши дури 20% од вкупната енергија внесена во телото, околу 0,3 киловат-часови дневно, што е 100 пати повеќе од просечен мобилен телефон. Истражувањата покажуваат дека дури и кога се напрегаме ментално, решаваме логички задачи или меморираме, потрошувачката на енергија расте минимално. Поголемиот дел од енергијата оди на така наречени домакински обврски, како одржување на напоните во невроните и подготовка за нивно активирање. Вистина е дека мозокот е еволутивно дизајниран да биде енергетски ефикасен. Наместо драстично да ја зголеми потрошувачката при тешка ментална активност, тој ја прераспределува енергијата во своите мрежи, кога, на пример, сме фокусирани на визуелни задачи, зема енергија од другите сетила, како слухот. Исто така, мозокот работи како предиктивна машина, реагира само кога надворешните дразби отстапуваат од вообичаеното, што му овозможува дополнителна заштеда на енергија. За слично ниво на процесирање, на еден суперкомпјутер би му биле потребни мегавати струја, додека мозокот троши едва и 17 вати, помалку од една штедлива сијалица. Вистина е дека оваа ефикасност има своја цена. Иако невроните имаат капацитет за 500 реакции во секунда, нормално работат со само 4 херци, причината за менталната исцрпеност не е преголема потрошувачка на енергија, туку, најверојатно, последица од хроничен стрес и хормонски нарушување. Една од теориите вели дека мозокот симулира замор за да го заштити телото од долгорочно преоптоварување. Искусниот планинар Стојанче Костовски открива Паланка, на 78 годишна возраст уште еднаш се искачи на највисокиот врв на планината Олимп, Митикас. Искачувањето, реализирано со поддршка од планинарскиот клуб Хајкинг од Скопје, било успешно за сите 36 учесници при идеални временски услови. Костовски, кој со планинарење се занимава повеќе од 4 децении, вели дека ова му било трето искачување на планината на боговите. Своето богато искуство го пренесува на помладите генерации и го има документирано во книга насловена 40 години активно планинарење. Матурантите денеска го полагаат вториот екстерен испит. Нинџите на патот ќе останат без возила од 2026. САД бара прекин на нападите, Русија со нови удари. Макрон сака забрана за социјални мрежи за деца под 15. Мозокот е штедлива сила, вистина е дека работи и кога одмараме. 78 годишниот Стојанче третпат на врвот на Олимп.